сум Денис Скука и денеска ќе зборуваме за тоа како да го направиме развојот на софтвер поефикасен со користење на Polarion за управување со барање. Ќе поминеме низ основните предизвици, решението што го нуди Polarion, клучните карактеристики, примери од реални проекти и конечно придобивките што ги добиваме како тим. Во веб. Значи, современите тимови денеска мораат да работат и брзо и организирано. Тоа значи целосна потреба е следливост од првиот збор на барањето до последниот комит. Polarion е веб платформа каде што сите барања, код, тестови се собираат на едно место и благодарение на вики страници, нотификации и стрим дискусии, комуникацијата меѓу аналитичарите, инженерите, QA и DevOps е постојано отворена и безбедна. Предизвик. Значи, предизвици се, као прво, распределени барања. Значи, спецификациите често се расфрлани во Word документи или email, губиме време да бараме каде е нивната најнова верзија. Потоа имаме промени и верзии. Без централизирана контрола, ракувањето со измени е тешко, а ризикот од конфликтни верзии и загуба на следивост е голем. Компатибилност и усогласеност. Значи, во регулативни проекти FDA ISO мораме да чуваме комплетна историја и e-потписи. А тоа искусува многу административни напори. Затоа, без централизирана платформа, развојот бавно се претвора во хаос. Сега, решение. Тоа е нормално денешната тема, Polarion ALM. Polarion е унифицирано ALM решение и ги поврзува сите фази на развој, од дефинирање барање до пуштање. Базирано на прилистувач, без потреба од клиентска инсталација, се темели на 3 столба: колаборација, следивост и workflows. Овие принципи осигуруваат улога дека сите измени на барањата се видливи и контролирани, без разлика дали сте во канцеларија или на терен. Сега да ги разгледаме главните карактеристики. Livebox. Значи, спецификациите ги уредуваме како Word, но во веб. Секоја реченица има свој ID и секоја ревизија е во Time Machine. Потоа имаме следивост, traceability, автоматска поврзаност помеѓу барањата, поврзани кориснички приказни, тест кейсови и дефекти. Лесно се креираат coverage и tracer табли, така што секоја барање може да се прати до завршен код или поврзан тест. Затоа од код до барање и од барање до тест, сите врски се евидентираат во системот. Сега да погледнеме како Polarion се поврзува со останатите алатки во нашиот развоен екосистем. Значи, во табелата зад мене имаме 5 клучни интеграции. GitLab, уствари 4 имаме, колку што гледам, 4. Значи имаме GitLab, GitHub, Jenkins, Selenium и XUnit. И како последно имаме Jira. Ќе поминеме низ секој од нив, за да ви прикажам зошто се важни и како тие ни помагаат да добиеме непречена автоматизација и целосна следливост. Значи, прво го имаме GitLab и GitHub. Прво работиме со нив. Ова е местото каде што програмерите ја сместуваат нивната работна верзија. Во Polarion ги конфигурираме нашиот Git провайдер преку URL и токен. И потоа програмерите едноставно во commit пораките метнуваат #WE_123, а тоа е бројот на work item. И вака автоматски секој код список
се поврзува со соодветно барање. Зашто ни е важно ова? Бидејќи имаме гарантирано врска меѓу барањето и вистинската измена во кодот, без рачно трагање нормално. Како второ имаме Jenkins. Сите знаеме дека континуираната интеграција е клjuč. Тука доаѓа Jenkins. Подесуваме Jenkins конектор со API токен и URL во Polarion. Откако ќе стартува build, резултатите директно се увезуваат како test runs во Polarion. Значи од моментот кога ќе кликнеме run build до моментот кога ги гледаме резултатите во алатката, целиот процес е автоматизиран и гледаме веднаш дали нешто е pass или fail. Како следно имаме Selenium /XUnit. Конфигурираме увоз на резултати преку XML или REST API и Polarion QA модулот си ги собира сите податоци. Имате ли чувство колку полесно е да имате централна статистика? На една табела гледате кој процент од тестовите поминале по барање, без трчање низ неколку системи. И како последно имаме нормално Jira за оние тимови што користат Jira за управување со Scrum Backlog. Polarion има двонасочен конектор. Кога ќе смените статус во Polarion, автоматски се ажурира и во Jira и обратно. Ова значи дека нема губење на информации меѓу тимовите, QA, DevOps и Product Owner сите гледаат иста состојба. Управување со животен циклус и верзионирање. Секоја работна ставка се чува во вграден верзион control system. Секоја промена остава трага. Кога и зошто била направена. Можност имаме за baselining, за заклучување на верзија на целиот проект или документ, за регулаторни и архивски потреби. И имаме workflows. За критични договори може да се бара електронски подпис од рецензенти пред објавување на верзија. Овој механизам целосно ги поддржува резултатите како FDA 21, CFR, Part 11 или ISO стандарди, овозможувајќи комплетен audit trail. Пример на употреба. Имаме во автомобилска индустрија, имаме во производство за медицински уреди, DevOps тим. Еден произведувач на медицински уреди користи Polarion за да ги управува барањата според IEC 6234 и FDA Part 11. Автомобилска индустрија. Екипа што работи на софтвер за автомобилички контроли ја користи опцијата Reuse and Branch. И DevOps тим. Кај еден софтверски тим програмерите внесуваат број на Polarion барање во нивните Git commit пораки, како што зборевме порано за тоа. Придобивки. Што добиваме ние всушност на крај? Повисок квалитет и помалку испуштени барања, бидејќи сите гледаат единствен извор на вистина, побрзи пуштања благодарение на автоматизираните builds и тестови, професионална следивост, кога и зошто преминал од draft до approved, и лесно разгранување и повторна употреба на барања за нови продукти, што штеди време и овозможува споделување на најдобри практики. Како што кажавме. И на крај заклучок. Значи, Polarion ALM е целосно решение кое ги врзува барањата, кодот, тестовите и пуштањето во еден интегриран процес. Со LiveDocs
верзионирање, workflows и API конектори, го намалуваме ризикот од грешки. Ги поскоруваме пуштањата и ги исполнуваме најстрогите регулативни барања. И за крај ви благодарам на вниманието и ви благодарам што стигнате до крајот. Толку од мене за денес.